Ќе послужиме на иднината само доколку ја прикажеме сегашноста најверно што можеме, со сите своји напори, страдања, подвизи и предизвици. Бестрашно, бескомпромисно, уверливо и достојно. Само така може да послужиме на нашите поколенија како огледало за карактер и менталитет на спецификата наречена кумановци. Се разбира, само ако при тоа сакаме да воведеме ред. Младен Трендевски, уметничка душа, која попрво би отсликала зеленило на фасада, отколку лик на некој политичар. Све поваѓа, според мене, јас сум дел од урбанизам, според мене све поваѓа од добар дуп на град. И кад се прави денационализација, приватизација, експроприација на све, поваѓа од добар дуп. Ми не можеме најголем град у Македонија од 2004 наама немамо дуп. Тоест гуп, извините, гуп нема. Дупови имамо, правимо ги на две улички, ограничени. Али гуп немамо од 2004. Гуп е едно целокупно, да кажем, менаџирање на цело земјиште на потло на цел град. Ти за да ги изменаџираш добро, па после да даваш на денационализација, приватизација, експроприација, проектирање, све поваѓа од тоа. И според мене, поише требаше да се усоврши во тој. Куманово план е формирано за да направи некој добар ГУП. Мислу дека около, да кажу, функцију, па да не би излажам, около 2014, 2015. Сега сме 2026, још нема ГУП. Треба да направиме цврста институција од Куманово план. Да собереме стручен кадар. Да ги обезбедимо тие и на вработине, да ги обезбедимо простор и да ги дадемо некој, да кажу, слободу, ама и одговорност од нивна страна, за да може да работи и да креира, а не да биде подсечени под било кој потеки да го направи, да го спроведев, да кажу, преку план. Според мене ГУП е доста голем проблем. Доста време уложено и паре, и још се уложuje, што го збору институција формирана нов сектор, кој не носи продуктивност на све тоа што е донесено. Второ, според мене е чистота и одржување у град. Не може да се сведуемо на цело време на донација, да се донира в камиони, да се донира во ој. Чекај, ми немамо ли паре, ми не ли плаќамо данок, не ли плаќамо све за да се обезбеди в тие некои паре. На многу ниско ниво е култура моментално. Нема никаква поддршка за култура. И тој ме страшно иритира. За да обстане било каков народ на било кој потло, да кажу, култура ако нема, све е друго джаве. Култура од сакакав аспект. Дали зборимо од музику, дали од уметност, како сликарство, како било што, поетско читање, било што, многу е сведено на ниско ниво. Нема настани, нема млади, нема заинтересирани, али според мене све тоа доваѓа од што нема финансирано за тоа нешто. Рома Труба Фест има сваку годину, да се запрашаме колку има посетеност на Рома Труба Фест. Колку носи она после тој, да каже, некој фидбек на све тоа. Ја немам ништо против тие настани, немам ништо против тумба, немам ништо против некој настан, они што ga општина како фондација за култура и спорт што ги организира. Али све су сведени на, според мене, прво, маркетиншки су сведени на многу ниско ниво. Многу слабо е тој изрекламирано, многу слабо носи тој продукт и на крај после кога ќе завршите настан. Има настани у Куманово, али све се гурав кроз некои сокачки за да се реализира. Мислу дека многу ретко луѓе у Куманово сакав да одвои своји 5 минута за нешто општествена одговорност да го направи, да го спроведе на терен. И многу е ретко тој. Мислу дека сега да ги тргнеме на страна институции и све тоа. Али ми како единке, ако
не сакамо да променимо нешто, не треба ни да го дискутираме више. И мислам дека овој ниво до каде сме сведени е управо последица на све тоа. Ако ми своји 5 минута не ги одвоиме за да сакамо да променимо нешто, не збориме тој за политику или за било што, збориме за промену позитивно. Да знаеш дека тага е 1 мај, ќе го славиме 1 мај. Нема ја што да го ставаме, не може да се организираме да постигнеме, па ќе го славиме на 3 мај. 1 мај го славиме на 1 мај. Договараме се и го реализираме тоа. Многу ретко луѓе давав во своји 5 минута за да нешто направив, на тачно договорено. И не сакав да го... Според мене мислам дека тоа е последица до која ниво ми стизам овдека. Моја младост е прошла с 2 мандата и исти луѓе во исти институција. Кој промену го чакам јас за 30 години? Ако не е направена промена. У кога е проблемот? Некој вика не можу да се замарам с да сменам, кој сум ја ти да сменам? Кој си ти да смениш? Еве, например, ја па ќе кажу, 30 години, ја исти 2 мандата да ги гледам на 2... Не разбирам, не знам како сакав да имам промена. Зашто институција како институција сака на све да има контрол. Сака све да држи под контролу, за да на некој начин да не бидев изневерен. А млади па го неќев многу контролу, сакав го слободу. Тие работи се спротивставував една на друга. И ја не би сакаја да посвету мои драгоцени ден-два, колку да го правили 3 на такви особи. Ја би го направил нешто контра за позитиву, за убавину, пошто мене ми е стварно досадено да посветуј време на некога што не го заслужува реално. И ја не може на некој да посвету време ако ти не го заслужиш, ако не гледаш нешто у тоа. Njega iskreno nikad ne bih natrtaja, ne znam zašto. I bilo koje da je, nema vrska. Za mene vlast je nešto gde što ti ga kažeš i ќе стоиш позади тој и ќе ga реализираш. Ако нешто си ga кажаја, а не ga реализираш, не зборимо, макар по било коju цену, ако не ga реализираш, ти не си власт. Ти падаш, дефинитивно. Тебе ти се осеќа пад. И мислам дека подобро е да обеќаш 3 работи да испуниш 3, него ли да обеќаш 4 да испуниш 1. Обично го е настако идех работа. И според мене ја тако го гледам власт. Ако се обеќа нешто, ако се може да се реализира, ако се гледа простор и ако го реализираш тој, дека ќе има резултати и стварно ќе стоиш позади тој збор власт. Буквално. Али тешко е да се стигне до власт и мислам дека преовладува го да нас машинерија, мобилизација на друго некое ниво, не преко работу, него преко подкуп, што го сви знаеме много добро и познато. Посебно Куманово. За мене тоа е преголемо зло. Дефинитивно најголемо зло, али па мислу дека ќе се отфрли со тој што нема да му даеш пажњу, ми се кум. Пошто ако он мобилизира на некој начин кроз некои жути наслови, жути штампе, ако шири некоju пропаганду и ако тај пропаганда не се прочита од 2 човека и се сведе на еднога само од njega, значи он нема никаква ажурност на тоа што ве замисли. И мислам дека може се победив, може се оттргнев, може да се буквално да се тргне поглед од ним. Дефинитивно, зашто што повише даваш значење на нешто тако, повише ќе се качува тој уплафон. Еве сега се дава значење на некои други вредности, на некои други работи. Ми колку сакамо да викамо не су добри, ама прифаќамо ги. И затоа се дизав оној плафон и затоа доваѓав на површину и доваѓав до нешто каде што биде влијателно. Затоа и мислам дека тие работи, ако не ги се дава на значење, они сами ќе се угасив. Ќе кажев, не бива ништо да бе, дај друго нешто да тражи. Јас искрено надам дека пред све би сакаја на некој начин да го задржив културу што сме го стекнале ми овдека што сме го градиле. Без разлику на дали ќе идев преко граница или ќе останев у граница на овој држава, да кажеш.
и да отидев таму, ако ги задржив тие наши морални вредности, ќе сум среќен, пресреќен ќе сум. И овдека да останев и да успеев, среќа ќе ми е дупло поголема, пошто сам, ајде да кажу, на некој начин бија још увек знаеме дека низ години јас сум дел од промену на некој општество, генерација пред мене су били од промену, и ако некој ги доживи тие промени и ги осети убаво, нормално дека среќа ќе е дупло поголемо од тај ако ги се чува вредности надвор од граница. Така да, ја и првенствено сакаја тоа да ги задржив наши вредности, нашу културу, да го одржувев. Граница како граница су променливи, тоа ми е јасно. Власт како власт е променлива, политика е променлива, све е променливо, док мислам дека култура и морални вредности на едну фамилија е тоа што ги прави едну фамилија среќну. И така да ја искрено се надам дека ќе останев, али нино да се одлучив. Вајда зашто, ајде да кажем, има још некои ентузијасти луѓе у град што сакав да уведев нешто да биде малку повише и повише од овој денешношто. Управо за све тоа што го зборимо дека било кој поглед не може да селектираш нешто дека да кажеш супер и одлично, кога гледаш дека стварно не може да кажеш има добри работи, има и лоши. Според мене многу почнава да испливував многу само лоши работи. Не знам зашто, дали е миграција, промена на луѓе, носи некоju другу културу, други погледи, не гледав на начин како што се гледало претходно. Многу чудно време, а ред зашо да има? Па за да функционираме, ако сакаме да функционираме и да останеме туе како што збориме сви дека сакаме да останеме, дека викав најубавниот дом. Реализација на некои идеи, на било што, на нешто спроведување, некоju новину, унесување, нешто да биде убаво, подобро, го прави конекција меѓу сами луѓе. Повише сплотување на луѓе, на различни енергии, довеѓање до некој цилј, мислам дека тоа е резултат. Денеска многу е комуникација сведена на ниско ниво. Не збору за комшиски, ајде да кажу, разговори меѓу себе, роднини не зборив меѓу себе, не комшија. Пошто гледа се според мене дека и бизнис заедница више не ќе да учествуваат. Порано општествено одговорни фирми су поише учествувале, сак неќев од мржњу, што вика, што гледам кроз било што гледам дека не сакав да учествував, не сакав да го дадев. Нешто да кажу од мржњу што имам стварно спрема институции. И мислам дека тоа е, а ја иначе што би сакаја на Куманово да даду, пред све сакам да даду на некој начин да се бору само за чисто да биде, пред све тоа ми е најбитно. Па зашто и пред све ја што сум се приклучија на независно листо на Диру, мислам да е, пошто прв човек, реално он е доста принципиелен човек. Луѓе околу njega су доста амбициозни, знам што су направиле. И затоа сум уствари застанаја позади нима. И мислам дека е туј некоја, ајде да кажу, нада за нешто да сменимо ми како кумановци у институција кумановски. Све поваѓаме тоа дека принципиелно се нешто што може да го реши институција у Куманово. Ако сме сви принципиелни, ако се држиме сви до договор, ако моја работа е таа и ако го завршам тој работа кој што треба, ќе носи продукт на цело општество.